ова издание на Newsflash ке гледате. Прва посета на највисоко државно ниво меѓу Северна Македонија и Грција. Шефот на државата Пендаровски со државни и воени почести пречекан во Атина. Семејство од Авганистан ја раскажува голготата низ која поминале за да дојдат во САД. Кој ќе биде следниот лидер на Германија откако изборите не обезбедија владеачко мнозинство за ниту една партија? Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е тележурналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Јованчо Наумовски. Председателот на САД Џо Бајден изразил силна поддршка за пристапување на државите од Западен Балкан во Европската унија за време на разговорот со председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, објави Белата куќа. Двајцата лидери разговарале за Западен Балкан, додека председателот Бајден изразил силна поддршка за продолжување на пристапниот процес со државите во регионот. Председателот Бајден исто така ја истакна важноста од блиската соработка помеѓу САД и Европската унија во Индо-Пацифичкиот регион, се вели во изјавата од Белата куќа. Во изјавата се нагласува и дека Бајден ја повторил заложбата за поддршка на Европската унија како фундаментален партнер на САД, како и неговата заложба да продолжи со имплементација на резултатите од јунскиот самит САД Европска унија. А од останатите вести. Прва посета на највисоко државно ниво меѓу Северна Македонија и Грција. Шефот на државата Пендаровски во Атина беше пречекан од грчката председателка, кој оваа посета ја нарекува историска димензија во односите меѓу Атина и Скопје. Владимир Мирчевски ги има деталите. Прва посета на највисоко државно ниво меѓу Северна Македонија и Грција. Шефот на државата Пендаровски со државни и воени почести денеска во Атина беше пречекан од грчката председателка Катерина Сакеларопулу. Двајцата председатели разговарале за договорот од Преспа, неговата целосна имплементација за јакнување на билатералната соработка. Вашата посета е прва официјална посета на председател на Република Северна Македонија на мојата земја, па така добива особена важност и символика за односите меѓу нашите земји. Ќе се согласите дека целосно и доследно применување на договорот од Преспа е клучно. Поминаа 2,5 години откако договорот стапи на сила. Препознаваме дека од страна на Северна Македонија се направени позитивни чекори, но сепак постојат доста нерешени прашања. Затворањето на овие отворени прашања ќе овозможи на тамошен развој на соработката. И за Пендаровски оваа посета има историска димензија во односите меѓу Атина и Скопје. Да имате прва средба на највисоко политичко ниво после 30 години меѓу две земји кои се директни соседи е значајна работа. Ние имавме и претходно одлична соработка, меѓутоа мислам дека од 2018 наваму ја поставивме таа правна и политичка рамка, наречена Преспански договор, која ни овозможи уште подобро да се развиваме. Господјо председател, вие сте правник по основната вокација, како што сум и јас, и сакам да ви кажам еден правен принцип кој вие добро го познавате, до кој ние имаме намера да се држиме во однос на Преспанскиот договор. На латински тоа е пакта сум серванда, или договорите треба да се чуваат и да се почитуваат. Според македонскиот председател кој се сретни и со грчкиот премиер Мицотакис, најголемиот и најтешкиот дел од договорот се имплементирани, но се уште има елементи кои треба да се завршат и за кои има политичка волја да бидат финиширани. Пендаровски потсети дека Преспанскиот договор овозможил земјата да влезе во НАТО и дека следната цел за која се очекува поддршка од Грција е старт на преговорите за членство со Европската унија. За Гласот на Америка, Владимир Мирчевски. Немат Улах е татко на 7 деца од Авганистан и има специјална имигрантска виза за САД. Во последен момент успеале да се качат на авион за САД по паѓањето на афганистанската влада. Таквиот подвиг бил навистина тешок. Немат Улах Хагори постојано размислува за Авганистан на 15 август, кога падна владата и талибанците ја презедоа власта. Хагори, кој има специјална имигрантска виза, заедно со неговото семејство, требал да замине од Авганистан ден потоа, но талибанците го стопирале неговиот лет. Беше многу лош ден. Тој поминал 12 очајни травматични денови во Кабул пред да замине. Кога со семејството стигнав на аеродром во Кабул во 11 часот навечер, не очекував дека ќе има толку многу луѓе. Видов како 3 деца умреа поради гужвите и една жена беше мртва. Немат Хагори ги снимил овие настани, неподнослива жештина, толпи луѓе, паника и вресоци. Многу биле повредени од бодликавата ограда околу аеродромот во Кабул. Целото моје семејство плачеше од и беше повредено.
Моите син и ќерка ја минуваа оградата со босинос. Кога стигнале до влезот на аеродромот, Хагори морал да го остави дел од семејството таму и да се врати назад во толпата за да ги најде неговите двајца синови и 9-годишна ќерка, кои се изгубиле во турканиците. I thought that she died. Мислев дека е мртва, оти видов 3 загинати деца. По 6 часа ги најдов двајцата синови, кога ја видов ќерката жива, плачев од среќа. Кога Хагори го нашол неговиот 16 годишен син, тој бил онесвестен. He was dropped on the ground. Го земав и го извлеков подалеку од луѓето. Сите беа повисоки од него. Тој беше без воздух. Му дадов вода, по известно време почна да диша. На Хагори му биле потребни 4 дена за да влезе во аеродромот. До тогаш неговата сопруга и 4 од децата веќе патувале за сад преку Катар. Целото семејство конечно се обединело по 12 дена во хотел во Вашингтон, каде заедно со други афганистанци чекале постојано сместување. Други бегалци биле испратени во воени бази во Вирџинија, Тексас, Висконсин и Њу Џерси. Децата не сакаат да зборуваат за тоа што се случило од дома, но среќно го прифаќаат новиот живот во сад. Сакам да почнам да играм фудбал со моите браќа, да одам во школа, да најдам другари. Многу сум осамен тука. Додека чекаат сместување, Меѓународната организација за миграција му обезбедила на Хагори неговото семејство храна. Волонтери и локалци им носат помош во хотел, бидејќи повеќето од бегалците ништо не донеле во сад. Хагори е загрижен за нивната иднина и оти талибанците ќе ги повредат нивните роднини, кои се уште се во Авганистан. They know my father. Ги знаат мојот татко и моите браќа. Откако заминав од Авганистан, го барале моето семејство. Наместо мене, ќе ги земат татко ми браќата. Хагори вели дека децата се најпогодени од случувањата. Секој ден го почнуваат со долго пешачење. Дишат и зборуваат. Учат да живеат без страв. Тие се сместени во Калифорнија, каде ќе почнат да градат нов живот. Најважното нешто што Хагори се обидува да ги научи децата е дека на лошото е зад нив. Се уште не е јасно кој ќе биде следниот лидер на Германија, откако изборите не обезбедија владеачко мнозинство за ниту една партија. Во тек се разговори меѓу ривалските партии за формирање коалицијска влада. Како што известува Хенри Риджвел, Олаф Шолц е најголемиот фаворит да ја превземе функцијата канцелар од Ангела Меркел, но исходот останува неизвесен. Социјалдемократите слават откако го освои најголемиот удел на гласови, нешто помалку од 26%. Лидерот на партијата Олаф Шолц вели дека гласачите им дале мандат. Die Wählerinnen und Wähler haben auch sehr klar gesprochen. Гласовите зајакнаа 3 партии: Социјалдемократите, Зелените и Слободните демократи. Затоа ова е јасниот мандат што го дадоа граѓаните на оваа земја. Овие 3 партии треба да ја формираат следната влада. Но демохристијаните на канцеларката Ангела Меркел имаат само 2% помалку гласови. Лидерот на партијата Армин Лашет не се откажува безборно. И двете помали партии велат не за големите партии автоматски да кажат со кого ќе разговараат тие. После изгледа Зелените и Слободните демократи ќе одлучат кој ќе ја формира владата. И двете партии велат дека сите опции се отворени. Двете големи партии претрпеа големи загуби во последните години и треба да има нова сила што ќе дојде во владата. За сега така наречената семафор коалиција меѓу црвените социјалдемократи, портокаловите слободни демократи и зелените се чини дека е неизвестна. Тоа би го направило Олаф Шолц следниот германски канцелар. Тој е актуелен вице-канцелар во владата на големата коалиција во заминување. Но влада предводена од Шолц не е загарантирана. Додека ривалските партии не се договорат за формирање влада, Ангела Меркел останува канцеларка. И таа може да остане на таа позиција уште неколку недели, па дури и месеци. Тоа беше се во ова издание на Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Јованчо Наумовски. Пријатно.